Заклетвата е свет чин, особено воената. Се образувате на морална, етичка и професионална одговорност, на чување и заштита на животот, мирот и сигурноста на граѓаните. Но што се случи со чуварите на 27 април? Дали во ваква критична, неизвестна и тензична атмосфера во собранието, припадници со високи чинови во армијата, но и во Министерството за одбрана, смееја да бидат дел од насилните демонстрации? Се работи за подполковниците Андреј и Ненад Т, кои се и професори на Воената академија. Антонио К е вработен со решение во Воената служба за безбедност и разузнавање. Потоа, Јовица Б е професионален војник во баталјонот за врски. Во собраниската сала овековечени се и државните службенички во Министерството за одбрана, Виолета Т, како и Билјана Е, од секторот за комуникација и оперативна поддршка, со претходна работна позиција представник на Министерството за одбрана во НАТО мисијата во Брисел. Освен нив, како што тврдат извори од Министерството за 360 степени, на црниот четврток биле присутни и припадници на воената полиција и други воени и цивилни лица кои се во служба на АРМ. Присуството во собранието на припадници на разни институции, пред се армијата, Министерството за внатрешни работи и потоа Агенцијата за разузнавање, значи укажува уште поголем степен на индиција дека сето ова е организирано од самите институции, односно лицата кои ги раководат таквите институции. Дури денеска се случува да присуството на таквите лица се оправдува кон изготвување на фиктивни материјали дека биле пратени на тоа место за одредена намена. За прашањето на одговорноста и дали чуварите на државната безбедност смеат да бидат дел од така наречената патриотска одбрана на државата, разговаравме со поранешни високи чиновници во Генералштабот на армијата. Еден од професорите на Воената академија се нашол во собранието. Можам да разберам дека еуфоријата може да ве понесе, ама тоа пак не е карактеристично за професионалец. Тоа е карактеристично за некој друг. Посебно кога се работи за човек кој учествува во образовниот процес на идните старешини. Имате старешини со високи чинови во Генералштабот кои исто така биле во собранието. Свесни за законските одредби, тие носат државни обележја. Меѓутоа што бара во собранието, тоа е спротивно на законот. Не го оправдувам нивното однесување, немам разбирање за тоа дека ги понела масата и еуфоријата. Тоа е тотално, значи, кршење на еден контекст, значи, припадници на безбедностни сили да учествуваат во некои толпи. И секако, јас не знам дали секако треба да се преземат некои санкции против тие, значи, кои учествувале во тие, да кажем, во тие на 27 во собранието или на некои други места. Уопште не само собранието. Местото на припадниците на армијата се знае каде е. Значи, не може да биде во некои случувања каде што едноставно нешто се коси со општите правила на постоење на тој припадник на во чиј состав се наоѓа, значи тој припадник на некоја вооружена единица. Законите за служба и за одбрана недвосмислено посочуваат дека соучесништво во кривично дело и постапки надвор од службата кои се косат со угледот на армијата, без разлика дали персоналот е во униформа или не, представува дисциплински престап и повреда на воената дисциплина. Ако тој настан прерасне во нешто друго, каде што има насилие, каде што има повредени луѓе, каде што влегувате во институција, каде што е забранет влез на граѓаните, освен тогаш кога е планирано, кога се употребува сила, кога се загрозува здравјето и животите на луѓето. Во тој случај, не само во согласност со одредбите од Законот за служба, туку и со кривичниот закон, носителите на такви појави мора да одговараат. Вие не можете да чекате тука, например, дали ќе се произведат судски органи или не. Значи, превентивно и во тоа мора да се делува. Но наместо санкции, дел од припадниците на АРМ кои учествуваа во насилствата се наградени. Само една недела по инцидентите, некои од нив се избрани за школување, обука или стручно усовршување са потребите на Министерството и на армијата,
Со амин на екс-министерот Зоран Јолевски, професорот Ненад Т е испратен на школување во Црна Гора, додека Јовица Б е на мисија во Авганистан. Не е нормална појава кога би раководел на раководно место да бидам предпоставен на тие лица без обзира по никаква наредба, додека не се расветли случају не би презел некои мерки да тоа лице се испраќа дали во мисии, да тоа лице се праќа на школување, додека не се разреши потполно не биде јасна таа ситуација. Праксата покажува дека Министерството за одбрана има двојни аршини кон своите вработени, кога се работи за учество на протести. Лани, Јасмина Дурик после 13 години доби прекоманда во кујна во касарната во Кичево, со образложение неопходна потреба од персонал за подоцна да добие отказ. Позадината на ваквиот однос, според Јасмина, е нејзиното присуство на протестите на шарената револуција. Сметам дека не е праведно тоа што им се случи на мене и на моите колеги, кои што тогаш беа прераспределени за учество во шарена револуција која што беше еден граѓански протест, а при тоа во ниедно решение не беше наведено дека заради учество во во какви протести ние сме прекомандувани било каде. Тврдев лани дека одредени високи структури во Министерството се ставени на високи позиции и дека се партиски одбележани. Јас тоа го знаев како тогаш навработена таму. Оваа година се докажа дека баш тие луѓе, кои што јас се сомневав дека се партиски припадници, дека се појавија во собрание. Многу аспекти од инцидентите на 27 април се разобличија пред очите на јавноста. Останува уште одговорноста, но неа во рамки на институцијата засега ја нема. Поранешниот министер за одбрана Зоран Јолевски случајот му го препушти на основното јавно обвинителство, но и го остави во наследство на новоназначената министерка Радмила Шекеринска.